Оваа недела со нас го имаме Давид од Прилеп. Тој е млад готвач со силен карактер, дисциплина и јасна визија што сака да ја постигне во кујната. Ќе успее ли со своето јадење да направи разлика и да се избори за место понатаму? Ајде да видиме. Здраво, јас сум Мартин, имам 19 години и доаѓам од градот Прилеп. Јас сум, се викам дека имам добри другари. Јас сум Јован Андов, пријател сум на Давид и истовремено цимер и школски. Здраво, јас сум Давид Димовски, имам 19 години, доаѓам од градот Прилеп. Работам в кујња. Многу има добар карактер, што е секогаш директен. Секој што ти каже се лице, никош не те одбегнува, например. Предобра личност, самоуверен, самобендисан. Не знам точно што ме инспирира, да работам повеќе, желба ми дава. Не знам. Од неговата кујна најсмешно искуство ми е кога јас и тој заедно правевме пици во кујна кај нас во кабинет и во текот на тегнењето на пицата на Давид му се скина и вака низела кон помина. Првата година ми се преврти грне со чорба. Мислам дека има многу големи шанси, оти едноставно е многу педантен и прецизен, а има и големо искуство за во кујна. Мислам дека има, поради тоа што е самоуверен, има познавања. Се пријавив за да се надпреварувам, да ги пробам моите искуства, да видам до кај можам да стасам и да ги слушам советите од шеф Марк. Давид е прецизен, педантен, елегантен и така. Бев испратен од училиште во надпревар од Црна Гора, се такмичевне во главни јадења и десерти. Јас го спремав главното јадење и таму извадовме второ место и се вративме со медајла. Здраво, добар ден гледачи. Уште една прекрасна емисија од авантурите на Марк во потрага на млади таленти. Како сегаш го кажувам, младите таленти се секаде, а и во Македонија. Навистина имаме среќа да имаме млади што сакат така да се покажат, да готват, да прават убавини. Навистина секоја убавина што се готви се прави со љубов, се прави со срце. Можам да кажам, ако не го правиш со срце, џабе, не е вкусно. А се повторувам на сите да им го кажувам тоа. И навистина гледам, секогаш ми доаѓаат и полека и повеќе, навистина го прават тоа со љубов. Тоа се пренесува. Треба и професорите, треба ние готвачите и тоа да го пренесиме на нив. Они се еднината, они се младите таленти што еден ден пак е неразменат. Мора и ние еден ден да прекиниме, да престаниме да готвиме, да не ја правиме више нашата љубов, нашата убавина, нашата, како да кажам, задача негде да готвиме за другите, а они да го превземат тоа и да го продолжуваат тоа со нивното страст и со нивното срце. Затоа сме тука, затоа сакав да направиме таа емисија, за да ги ставиме малку на сцена, да луѓето да ги запознат. Денеска имаме еден Давид, се вика. Давид е од Прилеп, ама учи во истото школо. Пак ќе кажам, тој гнездо на товие млади таленти од Охрид, многу имаме учесници од таму, не знам зашто. Може има добри професори, може има добри учесници, ученици. Не знам, може воздухот од Македонија во Охрид е посебен и ги прави да имаме такви млади талентирани. Ајде, Давид, те молам. Добар ден, шеф Марк. Добар ден. Заборев да кажам, оти Давид е од Прилеп. Да видиме малку и горди од нашите прилепчани. Што ни направи ти денеска така преубаво изгледа? На македонски начин. Сакаше малку да ми изненади, мислам на македонски начин сакаше да правиш како баба ми правеше во Прилеп. Ајде. Денеска ви приготвив гурманска тава со свеж зеленчук и свинско месо. Свеж зеленчук. Што имаше точно како зеленчук внатре? Кажи ми малку, кои се состојките што ги употребеше за да го направиш ова гурманска, да кажеме гурманска прилепска тава? Да. Така, добро. Пиперка, кромити, печурки. Пиперка, кромити, печурки.
Само тоа и месо, ништо друго. Не, месо свинско филе, кашкавал, соја сос и хопла. Соја сос. Интересно. Зошто соја сос? Оти во Прилеп мислам оти нема кинези. Нема, ама повеќе го прерачунувам јас, оти не користам толку сол. Паметно и употребено. Навистина, солот неколку пати не може да биде штетно, ама премногу сол не е добро за луѓето што имаат проблем на срце и све тоа. А соја сос не прави штета. Здраво, браво, ми се допаѓа. Да, можам да пробам што ми готвеше денес. Оти на изглед, навистина, изгледа преубаво. Ама на вкус, дали ке... Има и кашкавалче. Браво. Изгледа премногу топло, Сега искача од редна. Колку време ти требаше да ми го направиш, ово убаво јадење? Пола сат до 45 минути. Знаеш што ти во емисијата имаш само 20 минути, Со неколку намилници да ми готвиш нешто да ме изненадиш, Да. Ќе успееш? Се надеваме. Се надеваш. Добро. Ајде. Валеде, шеф Марк. Благодарам. Здравје. Среќа од тие малтањер. Ке мора да чекаме малку да се олади, оти ако мислам оти ако го јадам сега така, нема да ме слушате после за пола сат да зборам ништо ќе чутам. Устата ќе ми се залепи од топлината. Ќе треба да чекаме малку. Извините. Ке дувам. Знаете како бабите прават за децата? Дуват за да не се изгорат. Извини. Ја мислам баба ми, оти навистина пак ми кажа ти оти доаѓаш од Прилеп. Прилеп ми е родно, мене не, ама од фамилијата моја, од моите роднини е родното место и секогаш кога се збори за Прилеп, памтам баба ми, дедо ми, мајка ми, тетка ми, целото семејство ми доаѓа од таму, од Беловодица и од Плетвар. Ти си од каде таму? Од Прилеп, од центарот. Од центарот. Добро. Ајде, мислам ти сега. Малку се олади. Ми е срав, ама ајде, ке мора да джиш. Да дуваме малку? Малку повеќе? Ми е страв. Многу ми се допаѓа. Браво. Ста и крем. Крем павлека внатре. Да, таман. Со сојата, на вистина, му дава посебен шмек. Тој вкус, јас го сакам. Јас сум човек што, како да кажам, што патува све тоа, многу ги сакам азискиот дел, и сојата сос на вистина дава посебен шмек. Го дава тој вкус солено, ама позади тоа има нешто, не можам да го објаснам така, мора да се проба. На вистина, гответе малку со соја сос, ќе видите, има голема разлика. Многу е убаво. Браво, ми се допаѓа. Ова, барале, обавезно. Да се јади само така, мора да се мацка. Сега. Океј, изненади. Да. Едно јадење за поќе пола сат, 40 минути. Дали си спремен? Да. Да дојдеш во мојата кујна? Да. Ама да ми готвиш за 20 минути. Важи. Може? Може. Го имаме, нашиот млад талент? Ајде ќе видиме. Се гледаме за кратко, ќе готви во мојата кујна. Епа, после убаво лапање, гурманска тава, што кажав, одиме во кујна. Епа да, сме во мојата кујна, моето кралство, моето царство. Не еднаш, не 100 пат, 1000 пати ќе го кажам тоа, оти на вистина овде уживам. Нема побаво место за еден готвач да си биди во својата кујна. Ама во мојата кујна ќе дојди едно судиката, ја знаете, ни дојде минатиот пат, мојата омилена половина, и го чекаме исто и Давид. Ги знаете правилата?
Кутијата е тука, кутијата има неколку намирници внатре, ке треба да ми готви за 20 минути. Што има тука? 2 тањири. Ми готвеше убава тава, навистина. Превкусна беше. Ајде, прво да викнеме сопругата. Последната емисија во студио, одиме после за 8-те, 4-те, на финалата одиме. Ајде, Шери, дојди со мене. Да те бацам? Може? Многу сум среќен, пак ќе кажав, секогаш последните емисии мора да ги поминиме заедно. Навистина, минатиот пат беше прекрасна, навистина. Оценките, све беше на ниво. Браво. Ја те научив неколку убави. Ама ти, докторе? Гледајќи ги другите суди и професионалци што беа кај тебе во емисија, навистина научив многу. И вкусовите ги научив од тебе. Фала ти. Така да мислам дека Јован во минатата недела во емисијата беше задоволен од се она што... Не, све беше искрено од твојата страна, навистина, на место, све. Мислам од ти, правиме добар тандем, така се кажува. Животен тандем. Животен тандем сме. Да. Окей, добро, доста зборење. Да го викнеме Јован, се тресе. Не Давид, Јован помина. Давид, се тресе, го слушам до овде коските, така му. Ајде, Давид, дојди ни тука во кујната. Добар ден. Здраво, добар ден, Давид. Како сте? Добар сум, а ти? Браво, Давид. Добар. Добар си, од таму горе, добар си? Долго ми си висок. Колку години имаш ти, Давид? 19. 19? Уште 19. Другиот беше малку помал од тебе, а? Понизок. Понизок, да, така. Спремен си? Па да. Сигурен си? Малце. Кутијата е тука? Тоа е позитивна трема. Да. Кутијата те чека. Има неколку намирници внатре. Лесни намирници. За мене, дали ќе бидат лесни за тебе? Повели. Гледај што има внатре. Многу му е тешко да стигне до кутијата, не знам што му е. Океј, имаш? Целер. Не треба све да употребиш, а можеш само еден дел да го употребиш. Мора да употребиш намирницата. Добро? Имаш роквица. Добро. Марко, чудо. Не, еден кромит. Да. Путер. Имаш путер. Добро. Имаш Млад крумит. млад лук. Млад лук. Да. Лукче. За мене готвење без лук не оди. Ама лукче, млад лук сега е сезоната, почнува. Имаме убава. Телешка кременадла. Телешка кременада. Ти одговара? Да. Да, па ако кажуваше не, исто ке беше, знаеш. Пуфали дека многу убава тава си направил. Сега имаш убаво парче месо, очекувам јас да пробам нешто вкусно. Браво, ете така. Чекај, пред се, ке го облечиме како прав готвач, со убава престилка од нашата емисија, со нашите подржувачи, нашите партнери, повели, така ке може се... Да, ако треба помош, кажи, И убава капа, таман, ке видиме. Јован имаше мала глава, ти изгледа малку поголема, сега дали е полна, ке видиме. Попразна. Па зависи, ти знаеш што има внатре. Чекај. Има внатре, има. Многу е висок, за мене така. Браво. Супер. Повели, размисли, ја во меѓувреме да ги презентираме нашите подржувачи, Президент, Унибанка, Сарајева Стекаус, Алпско, Кристал, Нептун, Беко, Фармер Бој и Андреја. Сите наши партнери, со без нив, ништо не можеме да направиме, навистина. Правиме, се надевам, и за нив преубави емисии, што ви се допаѓаат на вас, гледачите, и без нив, за жал, не можеме ништо. Фала ви за вас, што не подржувате, фала ви за нив, што ги подржувате, осем ни подржуваат сите. Ете така. Најтешкото ти го оставаме сега, да размислиш малку све што можеш да направиш со овие намирниците. Отвори го месото, да видиш точно што имаш. Си имаш све што ти треба на страна, ако ти треба нешто слободно прашувај. Тука сме за да ти помагаме, не сме тука за да те да го критикуваме. Не, па критика да, ќе имаш на крај. Критика. Позитивна критика, да. Тајмерот е тука. Кога ќе одлучиш, кога ќе бидеш спремен, јас ќе стиснам тука и ќе почне тајмерот да тече. 20 минути се кратки, 20 минути се многу
оти јас за 20 минути ти правам 4-5 до 6 јадења. Ама Кога ќе дојде и Давид на твоја возраст, ќе прави исто. ќе го Сигурен има сум. искуство. Сигурен сум оти ќе направи исто. Размисли, месото прекрасен, телешко месо, не му треба премногу печење, знаеш, телешко месо треба да биде останува уште малку розе внатре. Најубавото е така, оти ако е препечен е сув. Океј? Прво, да кажеме совет, што си дозволам да ти кажам. Путер, таман, со такомија, млад лук, ти си знаеш како е роквица, можеш да пржиш, можеш да све тоа ти зависи од тебе. Целер, знаеш како да го потребиш? Малку е тешко за лупење. Имаш работено целер сигурно, не? До сега. Со целер не. Не? За сега, до сега. Навистина? Навистина. Целерот е, како да кажам, рут, како се кажува? Ко- Корен, да. корен. Корен, што е премногу вкусен. Прво треба да се лупи, тешко е да се лупи, ама да се направи неколку коцки, може да ги пржиш, може да ги вариш, направиш пире. Не знам повеќе што да ти кажам, оти ако ти кажувам повеќе, нема да бидам фер, прима другите. Да, целер, чудно што да го немаш употребено до сега, оти мислам во Македонија целер се употреба во многу јадења. Се употребува во зависност од подрачјето во Оти кое во тавата што ми ја направи, можеше и да ставиш и целер. Убаво ќе беше, зашто да не? Не е нешто што многу често може би се користи. Навистина? Да. О. Тоа е како пошто е коренесто растение, како компир, во тој стил Да. размислувај го. Може да се вари, може да се прави пире, може да се прави мали коцки, да се има многу начини различни. Многу е, да. Може би за прв пат се соочува со целерот и Ќе се снајде. е фер што Да, ќе се така снајде. му И се ренде. Се прави салати со тоа. Све се прави. живо, свежо, Живо. може рендано. Доста. Да. Не мислам оти имаме доста кажано. Размисли, кога ќе бидеш спремен, ќе ми Слободно кажеш, размислувај. слободно размислувај. Ете, мислам ти дадов не добри насоки, неколку убави совети, што валя. Може Полека. да почнеме. Сигурен си? Да. Си размислиш што ќе направиш? А во фрижидерот имаш Имаш исто уште на крем павлака, имаш све, имаш павлака обична, да. На располагање. Све што ти треба, кажувај, тука сме за да ти помагаме. Хајде. Кажа ти можеме? Може. Оке. 15 секунди имаш и после 20 минути ќе почнат. Ете така. Знаеш што бараме ние? Хигиена, организација, тоа е најважно. И вкус. И вкус, да, обавезно, и вкус. Валя. Све што ти треба, прашувај. Тајнир че Тањир, тањирите што ти имаш овде тањири ако ти требаат, ете повели, големи мали, имаш и овде тањири ако сакаш, големи и мали. Све што ти треба ти е на располагање. Океј? Валя. Ајде. Имаш и овде даски, да, што се од различни бои, не му давај што треба ти, он нека си земи да... добро. Па да, знаеш, можеме да готвиме на неговото место ако сакаш. денеска После, не. после ќе вика по нас. Знаеш што ти зеленото е за зеленчук, црвеното е за месо. таман. А плавата? Плавате за риба. И јас тоа го знам. знаеш, Дури и јас го знам. Двајцата се школувани во Охрид, ако они не знаат, ти плавата даска таму е за Имав рибата, можност да. да запознам неколку професори и од училиштето и од факултетот и на вистина се доста спремни и очекувам дека како ученик од училиштето во Охрид дека си спремен да овој предизвик од 20 минути го направиш убавина. Како треба, да. Навистина, пак ќе кажам и ќе се повторувам, многу среќа имаме да имаме неколку така учесници од Охрид. Оти, јас имав прилика да се шетам преку школите и навистина има нешто малку посебно да кажеме во Охрид. Дека е туристичка Да, дестинација. мислам тоа. Да, и Може професорите би малку, да, професорите да. се повеќе. Не се знае, ама има нешто таму така посебно. Секое училиште, Да. што си го посетил ти, навистина има спремен професионален кадар. Навистина да ги поздравиме, бевне во Гевгелија, да ги поздравиме во Гевгелија. Лазар Танев во Скопје, исто до нив. Марко, Ги имам, помогне. извини, чекај, ова позади, оп, зашто не се пали? Чекај. Вуала. Зошто? Епа, колку јако ти треба?
Остави малку. Индукцијата си исплаши. Да. Не, и јас се исплашив малку, ти него, не, тоа не, друг копче беше. И тоа мора да, чекај, да не го ставиме максимално, да не, така, там. Не, пуште малку. Така, на број 1. Да. Имаш тенџерче. Така, таман се лупи. Го најде решењето, знаеш, гледаш, не, со това не одишај. Тоа е малку тешко за коренот целер со лупала, не. Можеш после, кој е вака, излупен, Ја дека сум те гледала тебе. па да, мене, можеш кој е излупен, после, со лупала, направиш како ленти, како чипс. Да. Тоа можеш. И тоа ќе ќутам оти, и му ги давам сите насоки. Браво. Таман. Да се бриши таа даската, супер, одлично. Тоа, јас секогаш кажувам, тоа е нешто најважно за мене, местото каде го работиш, секогаш да ти биде чист. Го прљаш, чисти, продолжуваш. Прљаш, чистиш, продолжуваш. Тоа е основата. Тоа треба така во кујната сите да работиме на тој начин. Така, браво. Тука го стави на 3, тоа ќе се стопли само. Да. Така сакаше? Да. Добро, окей. Извини, си дозволувам да ти прашувам, да бидиме на иста должина, Бранова иста должина. бранова должина. Така. На иста Фреквенција. Да. Како ново ми збориш, па. Знаеш, секогаш ми е задоволство да бидеме заедно. Не само да бидеме заедно, да кажам, во животот, ама заедно да правиме такви ствари. Оти на вистина, многу лесно се прилагодуваш. Ако сакаш лукче, имаш твој лук што го дадов, ти е млад лук. Имаш лук пред тебе, Може би сака детето, остави го. Како сакаш, ако сакаш стар лук. Другиот, тој ти е млад лук. Да. Полесен За употреба. Така, да. Сега е сезоната и за тоа го направив. Браво. И го мие. Беше у вода, ама може така, да. Океј. Идејата, што ти е сега? Правиш кромиц, го изчистиш целерот, што ќе му правиш? Ќе го сечеш? Целеро коцки да направам. Продолжи да си работиш, извини, не сакам да ти го земам време, само чисто така, ако можеш да... Коцки да направам со целеро, тоа да биде ко гарнир. Аха, Со со роквицава. роквицата, да, добра комбинација. Знаеш, Со путер да ги запрежам. Така домекнат и боја да добијат и малце вода да му става. супер. Можам едно нешто да ти кажам. Имаш омилен... Да. И лукот? Ке си направи со това, со ке да чуть. Знам, си го разбрав. Едно предлог само што можам да ти кажам, употребаш соја сос. Да. Ставај малку соја сос од целерот и са роквицата. Те молам. Исто, чисто така ти го кажувам, ти знамо ти го сакаш, ама не знам дали ќе мислиш да го употребиш. Го имаш тука на располагање, позади, направи го тоа. Ставај слободно за перење директно во лавабото. Ние сме тука за перење. За миење. За миење, за перење. Тоа ми е, да. Добро. Да. Месото, тоа е како ти кажав, ти треба за 2 порции, ја? Да. Океј? Месото може да го печеш и да го сечеш после и да имаш порции. Ништо не кажав. Токму, така. Кој знае да те прочита и да те разбере, да разбере. Хубаво парче месо. Многу сакам така телешка кременада, кај кога ги правам јас дома. Да. Убаво подпечени така, малку розе внатре. Тоа е многу убаво. Имаш уште 13 минути. Аха. Сакам да... Да. те плашам, Времето има почнува доволно да те... Да. Океј, мислам да накачиме малку температурата тука за месото.
А? Може. На се ќе оставиме. Нека се пече. Не, остави го, ставај го да. Нека се пече. Заборај го. Океј. Помали коцки, помалку време. Поголеми коцки, Поголемо време. пак ништо не кажам. Ленти и тоа може. Супер, ми се допаѓа. Да. Да. Таман. Така ќе оди многу брзо. Да се мали коцки, чисто така едно помину. Интересно. Браво, ми се допаѓа. Ми се допаѓа. Океј. Уште 11,5 минути. Океј. Да не го плашиме, мислам ти професорите го гледат, пријателите те гледат, мислам ти сите се позади телевизорот и те гледате и навиват за тебе. Да. Мислам дека професорите треба да бидат горди Да, што имаат такви ученици. ученици кои што имаат резултат во работењето. Точно така. Роквицата е малку посебна. На вистина, ќе лупиш? Да. Зашто да не? Ја мислам ти, океј, може. Ќе видиме како му е идејата. Да, Роквицата во Македонија најчесто се користи за салата. за салата, да. Мимоза салата сега околу великденските празници Точно. се прави да. со марула и со јајца, меѓутоа во Се додава- кулинарството роквицата сигурно ја користите во повеќе намени. Роквицата ја сака малку пропржена, така знаеш, да му дава малку боја и да биде топла така. Посебна е, малку крскава и ти дава тој пикантен вкус што ги има. И малку Или горчив. или да се изренда, да се стави така како гарни. Има Да, и рендана. Да, има различни можности да кажеме да се употреби роквица. А со путер таман. Знаеш што има еден рецепт? Француски рецепт се прави мини тост, се става путер и се става парчиња од роквица. Знаеш каква комбинација? Роквица свежа, да, това е посебен еден шеф што го прави това, ги куби ленти така и прави како ружа. Му стави Да, путер. да. Уметноста. Сум гледала Да. на интернет. Уметноста е. Не сакам да те, путер, мислам ти месото треба да го свртиш. Сега го пробувам. Зама да почнеме да паќа боја. Сега. Добро. Таман. На без. На последен Да. Ја кажав ти почна да паќа боја, додај му малку зетин, мислам Или ти, путер. да, зетин или путер и да го намалиме, оти. Да. Не сакам да правиме белија. Така. Си дозволив да намалам малку. Супер. Остај го да се топи, така. Одлично. Браво. Си знае да сечи. Да. Да. Добро сече. Сега. Јас многу искрена да ти кажам, јас многу сакам кога вие готвиечите сечете така прецизно и брзо. Так. Што Так. што јас тоа не би мислам дека не би можела, но Ма се учи тоа, знаеш, тоа е пракса, да. потребна е рутина, Да. но е тоа една опасен маневр за мене. Па ти си навикнат, ти сакаш да бидеш хирург. Да, Чекај, ма така, да ти дојди така, знаеш, ова е друг тип на сечење. друг тип на сечење, така. Тогаш се овде или тука, кај? Горе. Горе. Добро, таман. На месото можеш слободно да си го додавај уште малку путер, јас сум за тебе, давај уште малку путер плюс. И лукче, па да, браво. А тоа ќе остави во па да. Ќе му дава убав шмек. Ми се допаѓа. А може и путерче да плюс. Океј. Таман.
Океј. Може да гори. Уште си до мене. Јас сум тебе ке намалам малку. Да. Извини, не сакам да инсистирам, ама да. Браво. Да. Многу сакам, му става путерот на месото. Тоа е шеф тактика, тоа се прави навистина и повеќе сега. Му го додава вкусот на путерот секаде, путерот му доаѓа над Влегува во корката и влегува во месото и му дава посебен шмек. Пак ќе кажам, путерот президент за мене нема нешто подобро. Готвењето без путер, готвењето без крем, без президент не оди. Супер. Све на путер. Гледаш, може на зејтин, може на путер. Путерот пак ќе кажам посебен. Сме навикнати во Македонија да употребиме зејтин. Зејтинот кристал за мене исто е нешто што е еден од Подобри квалитет. врвите во Македонија што имаме, ама секој си има своји навики и своји. Океј. Си заврши со путерот, мислиш? Не, да го тргнам Аха, само на да го тргнеш на страна. страна. Добро. Чисто. Ова воде заврши со зеленчукот и со светје завршено? Да. Може да се вади? Може. За да ти биди чисто местото. Јас сакам да имаме чиста маса. Вуаля. Си дозволувам малку помош, така не знам што појќе ќе го оставиме. Колку време имаме уште, Шеи? Имаме уште 6 минути. Мислам од зеленчукот е време да се... Оп. Ништо. Како убава кременадла, Кременадла убава и... Има и коска. Доаѓа Знам да има, што, да. Просторот тука кај масата е... Да го изчистите малку, да. чисто. Сега, мислам од е време за зеленчукот, а? Што мислиш? Да. Не е подобро да си јажемиш табата до тука и да си ставаш све брантер во еднаш? Така. Вуаля. Не можам, појако од мене, не можам да... Ти треба да ми купиш фластер, знаеш? Да, мора. И мислам и ти и со фластер ќе зборам. Не? Ке си го вадиш вака. Да, кромидот, што ќе не направиш со кромидот? Оти ти останува кромидот? Ќе му го додам малце во ова. Добро. Малце да се запрежи. Океј, чекај чисто. Да го изведам, од ти ме нервира. Ола, па тоа е. Океј. Мислам од ти останато, кога може да го ставиш и со целерот. Зошто да не? Ке биде убава комбинација? Па да, Ке даде боја. да. Све. И лукот. Тамак. Па да. Оля. Супер. Океј. Ќе дадат малку путер, Океј. Се снаоѓа. Па да, Па ќе кажам све чисто, све средено. сите Тоа го бараме, сите производи се употреби Се на мала количина. Без а? разлика се е употребено. Ние сме на дегустација тука. Ако ти е потребно уште нешто од фрижидерот, слободно можеш да се користиш. Опа. Чекај, само да ти дадам овде имаме отворено, да. Ете ова. Побели. Да. Не. Слободно, така. Вуаля. Таман? Да.
Количината е тоа? Што ти треба? Не, Што ви да треба? вода нешто. Вода? Да, добро. Што сакаш вода да ставаш во тање во? Во ова. Ставај го директно, оп, ставај малку вода. Добро, се може Вака. старано. Ако сакаш. Чаша. Побели. Чаша вода сакаш? Така. Да. Ти почнува малку да гори. Малце. Малце повеќе, а? Да. Да. Ја мислам да смениш тава. Да. Да смениш тава. Ставај го тука. Не. Може слободно Не. Чекај. Да. Ставај го таму. Земи си што не е изгорено и после ќе може да додаваш крем. Така. Ти кажав, оти опасно е. Индукцијата, тешко е да се работи, опасно е, треба да се пази, да не се оди брзо на температура и све. Многу лесно, многу брзо, ама многу внимание. Давај тава тука, стај тука. Ете така. Вака. Треба многу внимание. На колку е? Па на 9 е. Се разбира зошто изгоре. Максимално. Ајде. Крем, сос, да се редуксира малку и време е за сервирање, мече. Океј? Да. Сол, бибер, такви ствари? Тањири? Имаш босилек, розмарин, тоа е оригано ако сакаш. Може оригано да потребиш, многу добро ќе оди. Ова се медитерански зачини. Океј? Ја чекам со тањирите овде. Уште 7 секунди. Ајде. Ајде, доста сосот. Земи ги тањирите, ставај го месото, ајде, одиме. Последните секунди малку ги поминавме, мислам ти сме. Подготовката, припремата заврши, уште му фали Да. презентација. Што значи го Повели. натинува времето за Не, бе. 1 до 1,5 минута. Да. Супер, сечи го со големото нож, ке ти биде полесно. Така. Убави ленти. Убави ленти. Ленти. Така. Месото е розово, што вика... Месото е како јас го сакам. Ете така, таман. Да. Може така. Океј. Сосот. Гарнирот, ајде. При крај сме. Знаеш што ще ми се јаде? Ајде, сме при крај. Ке можеме да пробаме. Малку се губи на крај. Знам, тоа е тремата што, знаеш, како да кажам... Тремата, непозната... Средина и све. Да, ама окей. Прости ме. Да. Она што за мене е многу важно е техника. Техника, Во да. секоја Сија има. Во секоја професија, секој професионалец има техника на работење. Точно така. Денеска видов дека Давид Давид, да. се снаоѓа и има техника. Дали Чекај. ще наложи? Усвоена техника, научено Повели. и усвоена техники на работа. Да. Сега, дали има вкус? Ќе
Зошто да не? Така на страна. Јас ќе го ставив на месото, ама окей, на страна и окей, това оди. Да се осети Да, месото и това, каков е и това. вкусот. И тоа оди. Епа, мислам, заврши. Тешко беше. Задоволен од твојата работа? Па А? до негде да. До негде да? До негде да. Одиме на дегустација. Се гледаме за брзо. Епа, како кажав, за брзо се вративме во кујната. Па не сме више во кујната, сме малку подалеку, сме на местото каде Дегустираме. ќе дегустираме. Се навикнати, втората емисија со мене, Па да ти како да ти кажам, многу лесно. многу убаво ми доаѓа вака Браво. со млади, талентирани деца. Навистина е задоволство да Супер, поминувам време. супер поминавме со нив. Малку беа изгубени, малку тоа, ама Тоа е позитивна трема. Позитивна трема, да кажеме малку помина и времето, ама окей, се снаоѓа, направи нешто убаво, се надевам и вториото нешто вкусно. Хајде да доста да збориме. Донеси ми го јадењето. Од Оти многу многу зборам. зборување, Марк му се залепи устата. Есте така. Ау, дечо е овој минималист, да кажеме. На мали порции, таман за нашата диета, ние што пазиме, ама знаеш што ти ова е убаво за мене. Оти, тање што е натрупан, не ти дава... Помина тоа време Да. на натрупани Да. тањери и тањер како планина. Точно. Ова е минималист, си има зеленчук, си има сос, си има месо, зеленчукот. Океј, ајде. Пред да... Чекај. Да. Јас сакам да пробам. Ме предизвикува. Па да, пред да пробаме, дојди малку поблиску од нас, ќе ни објасниш на нас и на гледачите како го сготвеше овој убав оброк. Ајде, што има в не? Кременадлата е прежутна со кутер, сумарин, млад кромит и зачинен црн пипер и Сол, аха. Потоа сосот го направивме со сокот од кременадлата. Зеленчукот од целер, роквица и млад кромит. Како ga ни чисто малку така пропржен на путер беше. со путер Да. беше пропржен. Океј. Име за овај убав оброк што ни направи денес? Вкусен хаус. Вкусен хаус. Хаосот му беше во главата, мислам, затоа што се соочи прв пат со неколку намирници. Беше чудно. И затоа сум радузнала да пробам. Да, јас сум да го пробам. Ти дадов еден совет, за жал не го потреби. Твојот омилен соја сос. Не само ти тоа ќе беше Ти го истакнеш. капката што ќе правише разликата. Ама ајде, Final touch. за нареден пат ќе знаеш што ти со такви комбинации иде и соја сос. Ајде Шери, може да се вратиш на место, ние ќе пробаме и ќе те оценуваме. Јас пак ќе кажам, ќе почнам со месото. Месото ми се допаѓа, кременадла. Ја барам секогаш од кременадла да биде малку розе. Да има сос, таман. Океј? Да, зеленчукот како е? Позитивно изненадена, што е добро спремен и е вкусен. Непаметно го направи. Да. Да. Малку. Да. Па убаво е. И сосот е убав, е? Браво. Селерот, роквицата. Таман, уште еднаш мора да се проба. Ти има еден вкус така што фали. Еден вкус што вика пробај уште. А целата комбинација? Пошто Марк ми рече дека си му подготвил вкусна тава. Тавата беше таман. Дрв. И ова е убаво. Да. Браво. Мислам дека добро
го работиш подготовка на месо. Да. За мене е предизвик кога треба да му спремам на Марк телешка, јунешка телешка кременадла или месо. Многу внимавам да го постигнам овој ефект на розово и сочно. Браво. Јас сум изненаден. Верувај. Може ми да направи неколку грешки, така да кажеме. Го помина малку времето. Ама на вкус? Ајде, да гласаме. Зашто? За вкусот? Сега за вкус. Прво за вкусот, да. Ајде. Па добро се слага со мене. Нема лош, нема добар. Ајде, двајцата. Мислам вкусот беше таман. Да. Изненадена сум позитивно. Да. И јас исто. Кога ги ставив на министе заедно, јас ке правев пак нешто друго. Јас ке правев пире од селер, ке го пропржев, како да кажам, роквицата и све тоа. Ке направив друга комбинација. Ама ова е... Вкусно. Вкусно е, да. Топ. Фала многу. 2 пати 5. Презентација е окей. Секогаш кажувам, може секогаш подобро. Ајде да не бидеме лоши, не бидеме лоши. Се слага што ми, не знам што ми е. Добра е презентацијата, меѓутоа... Да. Јас очекував малку... Значи, Да. солидна четврка од мене. Да, исто солидна четврка. Мислам, ти си во добар пат. Така да кажеме, е на добар пат. Полека, знаеш, авионот почнува да лета. Не знам докаде ќе залета, ама почнува да лета. Знаеш, браво. Ајде. Изненадување за имагинација. Дали мислата од почеток ти дојде на ова крај или се шеташе, се размисли, се смени, се... Со месото и со сода, само со... Ротквицата. Така ти беше мислата од почеток. Добро, ајде. Да кажеме, да не ми идеме пре. Што имаш ти? Ке видиш. Сега зашто за имагинација за да се светува. Јас мора да кажам, ајде, извини. Не, повели. Многу ми се допаѓа што сме на истата брана, ама ајде, окей. Многу сакам како објаснуваш, оти премногу убаво објаснуваш. Како да ми ги вадиш зборовите. Имам ми одговарал, ти не треба да зборам. Ајде. Она што мене ми се допадна, веќе го кажав и за твојата подготовка, е што готвеше чисто. Секогаш работната маса ти беше чиста, односно не мешаше валкани со чисти производи. Техниките на готвење ти беа интересни и добри, но го заборави малце времето го заборави и затоа мора да дадам четврка со висока четврка, ама... Па нема четврка плюс ни минус овде. Овде е четврка. Петка е петка. Мислам оти 2 четврки за ова се таман. Пак ќе кажам, имаш добри оценки? Те носат. Гледам на високо ниво, не знам докаде си, кога си прима другите и све тоа. Убаво е, превкусно е, фали малку уште техника, фали малку уште време. И искуство. Вола. Ќе го стекнеш. На добар пат си. Се надевам дека и со гласањето и со бодовите ќе се видиме во финале. Па ќе видиме. Да не кажуваме ништо. Кој ќе? Ајде. Брати се со нас, имаш поклони, обавезно. Нашите партнери, ајде Шери. Почнуваме со президент Павлака, президент Путер, президент Јогурт, све имаш овде. Од президент, убав поклон, за можеш да готвиш убави рецепти. Исто кристал, имаме зејтин, имаме таан, имаме еренка, убави намирници за готвење преубави рецепти. Што мисли? Да, јас секогаш ја заборавам. Мојата книга направив неколку рецепти, 21 рецепти, само со пиперките. Пиперките ги обожавам. Пиперките, зошто ги обожавам? Во ти пиперката е Македонија, нашата величество, Нејзиното величество, македонско пиперка. Ете така. Каде се подава? Или? Книжарница во Скопје, во центарот на Скопје, во околината на градишните. Преубави рецепти имате по македонски и по англиски. За сите. Тоа е едно.
Второ, да се поздравиме со тебе. Фала ти многу што дојде денес, што ни готвеше Ни ова. направи изненадување. Навистина беше преубав момент. Сега остануваме за вас, гледачи, да гласате за Давид, да му додавате малку неколку оценки плюс и да биде дел, може со нас, од финалата. А вие следете не уште на социјалните мрежи, YouTube, Instagram и Facebook. И Телма телевизија. И Телма телевизија обавезно, ние сме секоја недела кај нив. Да не заборете, ние сме тука сите за вас.